Слушај вамо, само што започна кампањата и ја прогласувам за завршена. Мислам, луѓе, не си трошете пари. Стори, знаеш што, па трошете пари, поделете малце, ајде. Нек се чапне по штапчиња, по ваму, по таму, ама џабе е веќе муабетов. Слободниот пад на власта е толку забрзан, и мислам дека како и универзумот, не само што се шири и брзината е константно, туку забрзува. Значи падот ќе биде уште пострашен. Се знаеше дека ќе паднат, нели? Ама ако брзината те е рамно на толку, но ова не е еднаква, не е константа. Ова е со забрзување. И тоа, како да ви кажам, колку повеќе се појавуваат на медиуми, секакви и така натаму, мислам дека само полошо и полошо си прават. Ја ги разбирам. Види, кај нив е сега едно класично harm reduction, тоа е да се намали штетата, колку помала штета. Во тоа ќе мора да влечат и очајни потези, значи со измислување, како сега новинарот на ДУИ кој измисли дека овие лажирале своји, не знам, ВМРО-овците лажирале анкети, порачувале лажни анкети. Мислам, слушај, ај ке речеме for the sake of the argument, во право сте. Ете, таа анкета не чини. Што правиме со другите 70 анкети? Што правиме со оние реални анкети? Ири, мири, вашите анкети? Што прави? Мора да лажат. Ме разбирате? Немаат избор. Мора да се изфолираат, мора да направат скандал, мора да направат ти си ваков, ти си таков. Се сеќавате претходно на претходниот лидер што му вадеа? Дека е педер. И со тоа мислеа дека, нели, ќе му го намалат угледот во јавноста. Пази, овие што се најголеми поборници, дури овој збор што го употребив, ја можам да бидам прогонуван од нивните гавази. Многу дволичност во нивниот однос и човек често се прашува, па вика, кому се обраќаат? Викам, на своите. Затоа што во секое гласачко тело, па и во СДСМ има луѓе кои им пука, вика, ало, претеравте, прекурчивте. Стварно треба да се смените. Јас сум ова, ама ова не. Така имаш и за ВМРО. За секоја партија секаде има луѓе кои се лојални до бесконечност и што и да направи нивната партија, они гинат за неа. Но има луѓе, и тоа е окей, тоа е разбирливо. Тоа е демократија. Но постојат луѓе кои едноставно со некои своји принципи не се сложуваат ако нивната партија ги прекрши. Дали е тоа СДСМ, ВМРО, Левица или ДУИ, секогаш има. Нормално, во ДУИ тоа е минимално и кога го има пуцање и туцање. Кога е во ВМРО, тогаш е многу гласно. Кога е кај СДСМ, тоа е демократија и дрн јариња, секој како ќе си го обработи медиумски за отпустио страв дека ќе настане некакво скалило, лествичник. Имено, не знам дали колку ја познавате религијата, кога дошло до побуна, кога Сатаниел се побунил на небото, а Архангел Михел со мечот, значи падот нивни, затоа што имало опасност сите ангели да ги повлечат во прелеста, пресекува и со тоа го спречува падот. Така што
Ја искрено не би сакал да го видам таквото дно, затоа што не можам да сметам дека власта цела е криминогена, но знаете како, секој народ страдаше кога неговата власт правеше злосторство. Германците воопшто не им беше весело и убаво после Втората светска војна во првите години. Понижување, омаловажување и мизерија, затоа што се соочија со реалноста за прв пат. Знаете како? Не мора вие да сте сторител на делото, но штом си ги гласал, ти си соучесник. Штом не си се спротиставил, ти си соучесник. Соучесникот не мора да е главен виновник, но сноси вина. Така да и вие, драги мои, сносите вина за сите зла што ги направи оваа власт. Ама сите зла. Сите зла. Соучесници сте. Простено, дај Боже на 90% да ви е простено и тоа само на збор. Но добар процент ќе треба да иде на судење, ќе треба да иде по затвор, ќе треба да им биде запленет тимот, затоа што не ми е гајле што оштетиле оваа или онаа фирма. Оштетена е Македонија. Оштетени сме ние, оштетени се моите деца, иднината им е подкопана. Вие се чудите зошто бегале младиве, неќат да работат, зар будали се? Зар ненормални се? Кој би сакал овде да си има работа? Го загубив својот најдобар пријател на 47 години. Си замина за Германија на 47 години. Не ми се верува. И тоа ќе речам пари бео во прашање. И се теша. И он се теши. Секоја втора вечер се слушаме, благодарејќи на Вибер, нели? Дори и поише него кога беше тука. На крај испоѓа нешто друго. Системот кој функционира. Да, тегобно е, не си на свое, се чувствуваш како да висиш ни на небо, ни на земја, ама спокојство дека можеш да функционираш како човек. Овдека знаете што, ние сме залепени со нашите станови, со нашите куќи и така, чувствуваме некоја добро подлога под нозете. Но каков им е животот на младите? Вие често знаете да ги обвинувате вакви биле или такви биле. Знаеш што? Ова што го направивме сите ние, бидејќи ние сме соучесници на оваа власт која не ја сменивме 8 години, супер ни се децата. Затоа што би требале у фаца да не плюкат, да не дозволиме идните генерации да се срамат, да се гнасат од нас. Да не дозволиме деца да ни страдаат заради кражби, заради лошо здравство. Знаете што? Малку спокој, малку чувство на правдина, малку стабилност и помалку болни ќе има. И полесно здравствениот систем ќе се носи со сите нас. Бидејќи болеста не секогаш доаѓа, не секогаш доаѓа од некаков јат и чемер внатре кој го носи човек свесно или несвесно. Не изедоа. Не изедоа внатрешно, не изедоа. Мене совеста ме гризе зошто можеби не се радикализира. Зошто не отидов како Јан Палак да се запалам. Ете, не сум храбар. Не сум храбар, кукавица сум, признавам. Ова е мојата борба, вака можам да се борам. Да го кажам мојот став. Да не се согласам со ваква гнасотија на владење, каква е незамисливо. Ова е, не можам да споредам со какво бедно и мизерно ниво, со какви мизерни личности и луѓе ние се занимаваме, некадарни и неспособни.
prekinete ги изборите. Греота е да се мачат. ВМРО ќе освои максимално гласови. Ако ми беше нешто неверојатно, тогаш сега уште појасно ми е дека не само што ќе добие, не само што ќе победи, убедливо ќе победи и заслужено ќе победи. После ќе се занимаваме со нив колку ги бива и колку не ги бива. Но знаеш како? ВМРО кога е лошо е подобро од што СДСМ и ДУИ кога се најдобри. Луѓе, главата горе. Идат подобри денови. Иде подобар амбиент не само тука, туку и во светот. Со Господ напред. Слушај вамо.